Слободни фрлања, гледајте. Слободни фрлања, втора сезона. Слободни фрлања. Cheers! Еве со цигара не е добро за младите да гледаат вака. Чите ме гюредови. За сите што кога ме слушаат се крстаат. Не се замарам за вас, имам три прста. Не ме форсирај. Чите ме гюредови. Гледај си го своето. Чите ме гюредови. Здраво дечки, добре дојавте назад у Слободни фрлања. Правевме мала пауза, назад сме у 7 епизода. Тука сме у Ново Лисиче, кој што вика Матео около Сеумот. Тука порано се бореле римјаните, ама со баскети и со фудбали. Што има ново? Има нови дресови на Антонио, кој што му реков, му го земав дресот од Репторс, Винс Картер, да си гази. Имаме многу јаки гости за 7 епизода, бидете така. Слободни фрлања, гледајте. Слободни фрлања, втора сезона. Слободни фрлања. Момците, чии траки идат од стартот на Слободни фрлања, почнаа соло, не пиеа многу, ама беа во токсикологија, за подоцна да станат доктори, Арно, ама доктор Голуб замина Германија, па останаа на крај дуо, трио, токсиколози, жестоки бездозери, булдожери, снимаме Слободни со Джоле и Кацар. Ајде. Ја запамтив најава, Многу дугачко. Фристал. Што правите, момци, дали сте добри? Добри, Мило ми е што сте у Слободни фрлања. И на нас ти кажав кеф ми, многу ги гледавме сите, научив и нешто за баскет. Така, едукативни. Да. Джоле, честито свадба, сега беше брзо време. И Сиги со така знаеме дека е женет, он од поодамна, Сиги у Германија, поздрав до него. Него брат, тебе ќе те прашат ти што чекаш вака. Мала. И тоа, не, види, животот е чуден, животот е чуден. Знаеш, нешто без смисла, за да нема брат. Животот е чуден брод кој што плови, а сега има пожари и треба вода повеќе. Појма не, тоа е подговор. Момци, снимаме Слободни фрлања, дали сте спремни? Ајде, да. Фала ти што не извади на терен малце да шутнеме. Прво прашање за Джоли и Кацар. Момци, ме интересира, сигурно причава сте раскажале негде јавно, а ме интересира од кога се знаете, како се спојавте као токсиколози и што е тоа што ве задржа, да речам, заедно толку долго време. Како се запознав, бе, јас Джоле и Сиги ги знам уште од Орстен Николов, ги гледав, не се знаевме лично и после кога завршив јас средно и они завршија ти текнува и кроз рап водите, не знам како, каде. По журките, шавки у школа, Кацар беше една генерација постар од нас и беше многу, така да кажам, фанки, хавајки, нешто така пошарен со Сиги, нешто ние бевме. Сакате да дружите со него. Па не, он нешто фанки ефтен фураше, ние некој друг стил и слушавме, како да кажем, различна музика и... Ова беше пред да се знаеме, усвари, кога се упознав Преку Скит, пошто Скит беше јадрото на новолистичката продукција рап и преку него се запознавме, ама не се сеќам како пијани беше. Што знам, добра енергија, слични вредности, сличен вкус на музика и добри битови и добро флоу. Второ прашање. Кажете, момци, дали комуницирате се уште со стара екипа токсикологија, со Пука, со Скит, Сладкар, АЦНЛ, што се деси? Па, може да се каже дека комуницираме, значи никој не е во лоши односи, барем од нас. Со нив се е добро, више сме и постари. Ме разбираш, животот е еден, битно е да е вреден. Не, сам ти кажам, нема смисла никој да се кара, за сега, знаеш, делиме иста музика, исти спомени, тоа е тоа. Не знам, јас се гледам со сите сме кул од секогаш. Со кој најчесто комуницирате, например, дали има некој што се слушате на дневна база или еднаш месечно, дали правите некој дружки? Скит, АЦНЛ го гледам. Следиме ги, бодриме, значи во секој случај нема хейт за Ако ме прашуваш кој најдугачко не сум видел е Марчо. Да, Маријачи. И Борола. Идеме трето прашање. Снимате многу одамна, кој што рековме, дали знаете, можеби некоја точна бројка колку траки до се имате снимано? Знам дека Кацар сигурно има многу повеќе. Знам заради тоа, ме интересираше дали некоја бројка имате овака
Дали има некој артист што не сте снимале до сега, а би сакале да направите колаборација? И толку за тоа беше прашање. Да ти одговорам. Не знам, стварно многу песни се. Не, може на YouTube да земам, да гледам, да ги изборам. Сигурно. Дека се појаваш на преку 100 сигурно барем кацар. Не и они имаат и од порано, мислам, стварно се, опа, фаул. И брат, дека се премногу и песните веќе не се гледаат како една песна, ја правам, туку само се вадат. А од аспект на тоа со кои би сакале да ни гостуваат, веќе сум дојден од таа фаза да стварно би правил со секој што е квалитетен, добар. Сите екипи у Скопје се добри, у Македонија општо и надвор од Скопје. Значи едноставно текнува самиот хип-хоп у Македонија е посебно движење, не знам, дека е мала држава. Не викам и у Босна е така и у други земји, али кај нас мислам дека текнува вреди ова што го правиме, без разлика за кеш. Ја би кажал за песните, колку песни се, не знам точно, ама сигурно знам дека пута 3 има неизвадени и што не излегле. А со кој би снимал, не знам, некако кога правиш музика, не ги пираш артистите у смисла на тоа колку е добар и слично, него како ќе се кликнеш со три пати динг. Малко. Види бе, брате, отред камера имам трему изгледам, човек. Четврто прашање за најдобри 4 MC-ња и кај нас и од странство Маунт Рашмор, прво Каци, после Джола. 4 најболи MC-ња. Не, многу се од кај боле од странство, сега у моментот. Не, озбилно. Нема врска, не дека и неблагодарно е, ама и стварно, например, го слушам многу и Сиги, го слушам и Страйк, и Алфа, ги слушам и за Даголот ми се сите топ MC-а, разбираш? Значи, не можам да кажам, а и младиве, Дог Куќата, и ме разбираш сите. Курчо, сам, значи исто ми е. Сите со својот различен стил допринесуваат да ние као артисти, меѓу другото сме и публика, ме разбираш? И си ги слушаме. Тоа е реалноста, дури слушаме и стари траки од Чиста до Легија и си текнува, се што има и на LD Pistolero стилот си текнува, се поштува, значи сето тоа стаено не можам да направам ја лично топ листа. Биги number one, нема, дури онака има Биги, па другите. Не знам, класика East Coast, све што е East Coast. Да, нешто чув, колку има време. Брат, тоа е поентата. Порано имавме тетрадка и се надпреварувавме кој пише албуми, ќе слуша и за тоа уствари немаш топ 10, свети е, не разбираш, плюс и ние самите пишуваме и текнува, тоа е тоа. Се надевам си задоволен. Као некој што им ги знаеше сите траки на памет на времето. Задоволен сум од одговорот. Сега ова не ја утинјам, 100%, каца, гледај. Сега спомна неколку од нив, ама би прашал чија музика од младиве рапери на денешната сцена, зборам за многу помладите од нас, од вас, ви се свиѓа или ја слушате? Ја, например, ги слушам, па што ти кажав, со тоа се бавиме, ги слушам сите. Сега пак тоа е до ствар на вкус. Значи јас ги сакам и Зибом, го сакам и стилот, добра, сам не Зибом, моите дечки од мало. Да бе, да, тука беа и екипа као Зибом, Метафорс, сега не знам, мислам музички колку се активни, ама имаш од таа млада екипа, Долг Куќата, значи имаш... Има еден дечко што не го знам, Оскар ми се свиѓа. Да, имаш Вейс, овој, како се каше Вайс Верса, значи, да. Ведран е многу јак. Поздрав до Ведран, у Струга сме комши куќа до куќа. Гледаш, значи и Мамбе ти со сите рапери у мало. блокчейн, никлема. Еден имаше рапер на времето од Мора, го знаете, значи Димитар Синдилиев, Синди. Синди, да. Лисиче. Така, не. Младите сите ги поддржавам без разлика, брат, па ние кои сме на крај крајава да кажеме. Али ни се свиѓаат и поентата е ако не си фейкер, ваljda ќе ти биде топ да правиш музика. Yeah!
Джоле ја шутна. Шесто прашање. До кога би снимале рап? Цел живот, додека имам глас. 100% цел живот. Мислам, помина моментот да се откажем едно. Више текно Да, пак. реално. Што ќе време? Реално има ликови од странската сцена од Америка што на 40 на 50 на кусур години прават да, што зашто тоа не? се они така живеат, така се носат. Затоа ми беше прашањето дали Мислам дека тоа као години или као нешто не можеш да го испланираш, него до кога ти се пишува и до кога имаш што да кажеш и имаш желба и волја да го правиш тоа, ќе пишуваш, како да не е битно колку години имаш. Знаеш, може да ти кажам дека сега по не знам кој пат купивме па студио. И тоа. Пак ново студио, што значи не планира. Да, тоа е тоа. Ајмо Джоле, него снимаме. Еве сега ќе дам и да ме снимаш. Ева, нозете ќе ти ги снимам само, да се знае дека си ти. Да. Седмо прашање. Момци, меѓу вас тројца, Кацар, Джоле, Сиги, според вас, меѓу вас сигурно си знаете кој има најбољи флоу, кој има најбољи текст и кој има најбољи лайф настап. Текст, флоу и лайф настап. Знам сега, Сиги е најбољи. Не знам, стварно. Не е тука, кажи го него и овие ќе завршат со муабетот. Ајде се. Респект Што, за Сиги, па ама не можеш три да кажеш, треба и за себе да си кажеш јас сум најбољи у ова. Така, вие дали има некое општо вие мислење меѓу вас што вие само кога сте двајца или тројца знаете овој флоу има најбољи и други Знам што најлошо, ја не знам да им погодам добацки убаво, пример многу ме критикуваат за тоа, ето. Пример, дека имаат брзо флоу играно. лайф настап, кој е најенергичен на Бе тројцата мислам дека го доставуваме тоа што треба лайв, вокал, контрола, колку што можеме. Кој го менја сега Сиги на лайф настап кога не е со вас? Холограм имаме Значи, инвестиравме во холограм, Да. Сиги се појавува. на таа пара. Но студио и уша холограм да нема. Ова се модерни времења, како да ти кажам. Сега работиме и на телепорт и многу ќе биде полесно. Не бе, Тука па после Сиги таму ќе прави настап у Германија, па они ќе идат кај него. држам, учиме германски ја и Джоле за на тој пазар. Дошлафу и киндо. Да. Само тој го знам од Германија, ствари, Равка Па мора. јас само за Сиги тоа. го знам. Има. Сите се од Германија. Не, има добри рапери секаде, брат, ама Сиги ако влезе таму ќе го освои пазар. Сиги не е најбоље, бе. Катива. И рефлектори упалија и не може уште Кацар да победи слободно. Ајде Джоле да видиме. Леле. Никле оваа флага, брат, 100%. Кажете ми, момци, сте снимале и високо буџетни спотови, сте снимале и траки и спотови, да речам со другари, сигурно и без пари, што не се вложени средства. Кажете ми, дали е пресуден буџетот за да се извади нешто квалитетно или доколку кликне идејата, може да се направи ремек дело и без пари. Според мене, види, битна е идејата, да. Зашто ако имаш многу пари, немаш идеја што да направиш, може да изгледа кич и тапа, ама во се веќе мора да се има и пари за да се достигне тоа што некоја специфична работа некоја сака во поглед на видеопродукција. Али со добра, например, уметничка визија, тоа не може рапер, може, ама обично тие што се бават со таква професија, може да направат, мислам дека нешто што е, не мора толку буџет. Све е до идејата, за мене све е до идејата. Значи имало сетови каде што се местиме, требало само една фотографија да извадиме за каверна, вика камерманот вика многу ми се свија кадрот, стискам ред и снимаме и Да, добро. изгледа. Абе, све излагаат, бе. Не бе, нема више да излагам. Момци, кажете ми, рековте почне дека сте по фудбалот, ама баскет и кошарка идат заедно, сигурно сте гледале баскет. Кажете ми омилени кошаркари и од Македонија и од НБА. Дали имате вака? НБА, јас сум од така да кажам, да, Репторс, Картер, Гарнет, Коби, толку ви кажам.
на школа. И Джейсон Кит многу ми се свиеше, онака. А од Македонија што знам, добри ми се близнаци. Да, бе, ни ги зема. Да, бе, да, кога што сум гледал минатата година кога се затворивме со другариве што повеќе знаат за баскет, гледав и да ти кажам, на пример, у Јокич многу сега многу ми се свиѓа. Ја гледаш и MVP зема. Оној Харден е добар момент, се курчи само малце, али топе. А од Македонија стварно близнаците, нели сега Перо Античо, она да кажеш окей класика, ама сега не сум гледал толку за да ти кажам, али ти тегнува таа екипа што играше тогаш на европското пример. Си беа да на ниво и тоа е тоа. Се уште држат ниво, се уште држат. Ова со една може ли? Леле. Задња? Ей, брат, Слушај, ќе искратиш све, ќе испадне 10 сме го тепале ово и остајте муабети. значи он да изгуби, а? Абе, еве ти 500 евра дај бе. Дай брат. Еве, Фала, брат. и готово. Сме Среда го работа. тепале, шо? Чиста работа. Така. И драги гледачи, дојавме до 10-тото прашање, резултатот на Џолина Кацар. Не го знаеме кој е, нешто таму гледав позади дека се шушка се она. Сега, пошто збора цело време дека се фудбалери, а не кошаркари, ја ќе застанам на гол, имаме и фудбал тука и ќе ме шутираат по еден пенал, и ако дадат, и тоа ќе го урачунаме у резултатот. И прашањето за крај ми е, бидејќи кажавте дека купивте ново студио, што ми е многу мерак да го слушнам, кажете ми кои се плановите сега за блиска идни, на нови траки, спотови, колаборација, настапи? Искршиме се. Многу мрзам да зборам за планови, зашто овака се дешава све и свашта. Да, работиме на нови ствари, интересни ствари, ќе чуете за некое време. Нешто и со бенд почнавме, ќе видим. Да. Па тоа ни е планот, да значи да правиме нова музика, Сиги веќе има и албум у Германија, сам си снимил, има упрема и таму. Нашето ново студио, нели го земавме за да правиме, снимаме, правиме нели на не знам на стори ќе ставиме еве за да се види, али у суштина тој процес е секојдневен, без разлика дали работиме нешто друго на страна музиката, секојдневно мора да се направи. Песна, спот, у брзо време некоја најава? Брзо време некоја најава? Имаме и толку. Не, имаме најава затоа што ти викам снимаме повеќе траки и сега од тие траки сакаме да одбереме и да направиме видео и нели у наредниот период тоа да биде нели нашиот потек. После баскетот се. Ело вам. Кај фудбал? Кој шут на момци одем да. Моја фати. Не требаше таму, требаше увагу. Само еден успеа да дадат, па и, значи следно идеме пенали со Никлеман. Франшиза нова пенали. Pick up, сликај досиите знаат. Ти диша до враг да немаш рад. Ејо, знаете дека Винс Картел бил првиот NBA играч што заиграл 4 декади од 98 до 2020? Living legend. Кога ја сниме првата епизода на Слободни фрлања? Ајде сега да те видам. Имам трема ова сега. И по првата епизода беше у ноември снимена, лани, со Тони Зен. Зони 10. Тони Зен и така. Еве сега втора сезона. Научив да шутирам слободни. Сакав да те прашам онака лично од мене кога ја сними првата рап песна. Првата рап песна ја снимив 2009, мислам дека беше. Тука исто Ново Лисиче, значи Лисиче и Ново Лисиче е нераскинлива веза. Кога доаѓа до рапот, кај Ноно имаше еден дечко Новица, имаше така некое мало студивце кај него дома у соба и отидов така, слушав многу рап, као што кажав, би ги знаев реално траките на памет, на бас на цела токсикологија, македонски рап, странски рап, све слушав и така ми текна, бев прва, втора средно и така снимив песна и после тоа не беа многу добри првите 5-6 песни. Ги нема на YouTube. Ги нема на YouTube, али после тоа продолжив, има, ја знаете, Facebook сите. Добро е, да научам нешто. Тебе кои ти се омилени топ 5 македонски кошаркари?
македонски. Па мора Бобан Стајич да го кажам, мојот соиграч од Вардар у Пелистер сега си гази беше у слободни втора епизода. Ќе го кажам и Пеџа Пајич ќе го кажам и он ми е соиграч исто. Игра у Кожув, шо знам, моментално се добри Андре Магдевски, Нено Димитриевич. Да, моментално има доста добри млади кошаркари, да речам уште еден кој да речам Јане Петровски, МЗ Скопје. Сигурно го знаат. Кој шутира боле слободни, Матео или Никлеман? Со Матео не сум играл. Брат, кога ќе играме ја и слободни? Кога сакаш? Само дај дата. Можеш вакање? Да пробам. После шут. Вака сега фристайл. Потопиш се. Две тужни сме. Дечко, па и Сиги да беше тројца. Але Петер! 3-1. Како појачање ќе го вклучиме и Сиги со видео у епизодата да видиме кај него на кошчето колку ќе дае. Дроби го! Ете, баскет ќе ви се најде у животот. Сакав да те прашам, емисијава до кога планираш да ја правиш? Па планирам, здравје Боже, да снимам долго емисијава, да не послужи, нели, пред се здравје, Матео да не снима. И така, се надеваме трета, четврта, пета, шеста, 10 епизода. Па кога ќе направите вие у новото студио нешто јако таму, па ќе викнам после пак на гостување со Сиги. Многу, пошто ти е стварно многу јака емисија, не е онака само да збориме. Туку сме ти фанови на емисијата. Валјда ќе научиме малце со шутов, ќе се наштелуваме до Чути, нема врска, бе. Ќе измонтирате нешто, коштава овој, ти тука влагаш, ја куцам, ќе ме дигнете нешто. На брзинка, ќе смислим. Ќе завршиме. Матео, знаеш, брат, 500 евра доби. The respect is mutual. Ајде сетото. Овака. Утна! Се радуваме. Гледај сега. На крај вака тоа Е, кипто. брат. Фала на Ништо, момци, фала вие што ми бевте гости. Многу интересно. Autograph time. Повеле Джоле. Тука на рука. Рука под мишка. Хасъл и зон, стикови дебели, но с нико Джо. Сеяме кеш, аригато, шадаут за 2 бона, ја имам 100. Дуксове доп, треба да е илегален. Црно-бел кола хайн, стайлиш као Копенхаген. Слушам Yeezy, слушам Кадър, слушам Скепта, слушам Тагър. Ова кацар се менува шаблонот. Сцената гори уште пред да го допра микрофонот. Orange bucket toksal Wave runner uđi šonkem Sonic zdesal Mešam gin i tonik pušam slušam И од местото кај што Кацар има снимено 14 спотови. се враќаме да заокружиме ова епизода. Тоа беше укантата директива. Тоа е новолисиче талентирани деца. На. Да ги спратиме и токсиколози дома со поклончиња као и сите други гости. Им спремивме мајчки слободни фрлања. Еве една за Кацар, И една за Джоле и на Сиги ќе му пратиме по карго. Тука имаме можда едно 2 кила баклава. ау, Е така, да се заблажите душичката. фала ти Една на многу. Кацар. Да, Да, лапетит, нашите Лапетит, другари. браво. Денеска стварно се потрудиле да ги израдуваат денешните Да гости. не го отворам се. За Знаеш, дома, благо иде за после. дома, за најблисни. После, да, После баскет. после баскет. Да. Момци, уште еднаш фала што ми бевте гости. Фала многу, брат. Се надам дека добро се поминавте. Многу, топ. Држи ми све, фала што не викна и така што не извади на терен. За да се подружиме за шутинг. Иначе слав. Реално. Да, не погодивме многу, ама од кога си отиде ти погодивме. Да, ја дури бев до кола по Да. благото. Да, и така. Тоа е Ништо, тоа. момци, ставете лайк, сабскрайб, таму шер, мер и се гледаме у некоја нова епизода. Ги.
Рапера сега го враќам у живот колазе. За подобро сватен сум, подобро вратен. Може би доле, но никогаш згазен. Ја влагам у сайфер, возбудата расте. Иде сум зараѓал, пак сум ја златен. Пушти ме на мајк и битот е спасен. Не ми треба хајп, и страњето ваше. Флексот кинч, стилот е лажен. Ми зборат